Ние можеме конкретна содржина да обележиме, како невистините, значи и тоа е и многу ограничување, многу големи ограничувања имаме тука, значи самите автори, значи затоа што колку што подолго стои таа страница, се повеќе луѓе откриваат дека е измама тоа. И они мора да ја повлечат, а нама не им е проблем да направат нов бренд, ново име и не знам, крадат фотографии од страниците, од вистинските страници на брендовите. Така што тоа го прават самите креатори на страниците. Може и Facebook тоа да го направи, затоа што ова, како што можете да предпоставите, е спротивно на стандардите на заедницата. Мислам, не смеете вие да креирате страници тамо за да измамувате луѓе. И арнама Facebook тоа треба да го утврди, навистина треба да биде сигурен, значи треба да ги направи. Тоа кај нив трае уште подолго, а во меѓувреме они сами ги бришат страниците. Тамо треба вие да наведете име, презиме, адреса, имейл адреса и потоа тие лични податоци се продаваат на брокери со податоци. Значи таа професија нели во развиениот запад, не знам колку кај нас е развиена, може би е во зачеток, ама тоа е професија која што е сосема легитимна и постои долго време на запад, каде што луѓе нели тргуваат со тие комерцијални податоци и ги продаваат на маркетинг агенции и на други фирми кои имаат потреба од промоција. И тука е се во ред кога тие податоци би биле добиени на легален начин. Во овој случај не се добиени на легален начин, туку станува збор за измама, по пат на измама. Значи сите тиете кои така ќе остават податоци на таа лажна наградна игра, потоа ќе бидат преплавени со мејлови, ќе бидат преплавени со комерцијални пораки. Значи со уште повеќе реклами. И значи ви велам, значи сега ова е на индустриско ниво, значи тука се мешани повеќе, не знам дали поединци или групи, тие страници ги има нон-стоп